Локалната комисија за борба против трговијата со луѓе и нелегална миграција во општина Штип најавува стратегија за борба против ова зло кое го прати човештвото и демне нови жртви во 21 век. Злоупотребата, експлоатацијата, проституцијата како најчести облици на трговија со луѓе ќе ги спречува со мерки на превенција, подигнување на свеста кај младата популација, но и реализација на годишната програма во рамките на 4 годишните акциони планови од Националната комисија за борба против трговијата со луѓе. Работата на комисијата на локално ниво е една од значајните алки во самиот процес на борба против трговија со луѓе и легална миграција, затоа што она што се спроведува на национално ниво секако треба да се спроведе и на локално ниво, односно пред се да се реализира најважната функција на локалната комисија, а тоа е превенцијата од трговијата со луѓе и секако тука е и илегалната миграција како еден по-сериозен проблем кој што е и актуелен во моментов во нашата држава. Во фокусот на работата на локалната комисија се ставени студентите како ризична група. Едукација ќе се спроведе и кај помладата популација во сите училишта со организирање на трибини, делење на промотивен материјал и презентација на видеа. Посебно ќе се стави акцент на младите студенти, ученици кои што често пати сакајки да го запознаат животот во светот, се обидуваат да пронајдат работа во странство и аплицираат преку различни агенции, меѓутоа истите може да бидат и можеби е замка на токму на таква организирана група трговци со луѓе кои што би се нашле во странство и би биле експлоатирани на најразлични начини. Лани во СВР Штип нема пријавено случаи на трговија со луѓе. Според извештајот на Американскиот департмент, во 2015 година во земјава биле регистрирани 4 жртви на трговија со луѓе, од кои 3 деца, а невладините организации идентификувале 94 потенцијални жртви на трговија со луѓе меѓу мигрантите и бегалците кои транзитираат низ Македонија.